На ваша и наша голема радост ви ја најавуваме новата сезона на вашата омилена и единствена везелка. Од оваа недела и секоја наредна ќе имате можност да уживате 150 минути во македонските песни и ора, традиционалната македонска кујна и се што ја сочинува македонската историја и традиција. Оваа недела, 27 август, со почеток во 12 часот, почнува новата трета сезона на вашата омилена емисија Везелка, најгледаната емисија на Алфа телевизија. Ова утро ги дознаваме деталите, ви ги пренесуваме за тоа што ќе понуди новата трета сезона на најгледаната емисија на Алфа Везелка. Андријана, ќе ти посакавам добро и љубаво утро. Честитки за успешните сезони кои што ги имате зад вас. Честитки за уште една нова сезона која што ја започнувате токму од оваа недела. Добро утро, Ивана, и добро утро на нашите сакани и почитувани гледачи. Љубовта е взаемна помеѓу нас и гледачите и секогаш верно не следат со сите нови содржини на нашата емисија Везелка, како што можевте да забележите, тимот на екипата Везелка на Алфа телевизија воопшто и немаше време да замине на одмор, затоа што во текот на летната сезона ние ги правевме нашите прилози, воедно постојано бевме во комуникација со сите наши следни гости што треба да бидат во емисијата и навистина имавме многу јавувања, многу разговори, правење на сценарио за следните емисии и се разбира дека ние од преголема љубов кон нашите гледачи сакаме да овозможиме на сите да бидат гости во нашата Везелка и се разбира со некое мало трпение дека редот ќе дојде, нели, кога ќе се направи тој програм и план на работа до новата година со полна пареа, затоа што секогаш кога станува збор за нашата Везелка или кога ќе го споменете името Везелка, невообичаено се полниме со енергија. Не само ние, туку и нашите гледачи. Везелка е емисија за сите, од најмалото до најстарото. Таа ни ја дава нашата, да кажам, душевна енергија, не полни, затоа што си дознаваме многу работи за нашата сакана земја, за нашата Македонија. Значи, Везелка е најдобрата платформа да ги дознаеме убавините на нашата преубава Македонија. Новата сезона на Везелка почнува со убава песна, со убаво оро, со прекрасни специјалитети специфични за секој крај. Везелка продолжува да ја негува традицијата и во оваа сезона ќе имате можност да видите познати, но и помалку познати делови, цркви и манастири од нашата мила Македонија. Конкретно, оваа сезона ја започнуваме со емисијата посветена на Лазарополе и Гари, каде што имавме невидено убави средби и дознавме многу за тие краишта, не само за храната, туку за традицијата, за обичаите и така натаму, но од Лазарополе потоа се селиме во Пијанечкиот регион, каде што ќе можат нашите гледачи да ја видат изворно и во живо играта копачка, да ги вкусат пијанечките специјалитети, да другаруваме со нашите гости од таму и продолжуваме понатаму одиме во другите региони на нашата Македонија. Оно што споменавте дека немавте паузи, дека летото буквално беше работно за сите вас. Со Везелка нема одмор. Со Везелка нема одмор, нема пауза, не дека така треба да биде. Ние така сакаме. Затоа што љубовта од нас кон нашите гледачи е неизмерна. И едноставно таа љубов ве тера да работите. Ве тера да патуваме, да снимаме прилози, да бидеме во постојана комуникација со нашите гледачи, но воедно што ми прави посебно задоволство и мерак, кога наутро ќе ги отворам Фејсбукот, Инстаграмот, кога ќе ми напишат наши гледачи од Австралија, од Америка, од Канада, од Европа, кои не поздравуваат дури од Австралија, кога ни велат дека се собираат на заеднички вечери, а ручеци ја чекаат нашата Везелка, дека Везелка е причина за семејното другарување и другарувањето со пријателите. Ете тоа кога ќе го постигнете, навистина ништо друго не ви е потребно. Љубовта на гледачите.
Третата сезона на Везелка е доказ дека и тоа како гледачите го поддржуваат и го сакаат овој проект што е во реализација на телевизија Алфа. Досега караванот на Везелка има направено околу 100 емисии. Домаќини и оваа сезона е незаменливото трио Адријана Алачки, Благоја Груевски и Ирена Спировска. Третата сезона се надоврзува на претходните две сезони, во кои што речи си 100 емисии ја веземе таа прекрасна и богата слика за нашата Македонија. Секое село, секое градче има интересна приказна, има изводени факти кои што сведочат за животот на минатите генерации кои што екзистирале на ова наше тло и поради кои што и ние денес живееме тука. Работата на терен, која што е дел од подготовките на емисијата Везелка, верувате, е подеднакво возбудлива и интересна, како и самите снимања во студио, кога ги причекуваме гостите, фолклорните ансамбли, хроничарите, историчарите за наечиите, кои што ни доаѓаат од сите делови на нашата земја. И навистина е преубаво да се биде дел од екипата на Везелка, која што веќе функционира како едно семејство. Врските ни се распределени, но сепак се испреплетуваат една со друга и можам да им ветам на гледачите дека еве и во сите нови следни изданија ќе можат повторно да уживаат во новите неоткриени, познати или помалку познати убавини на нашава земја. Навистина е тоа како голем успех да се опстои во третата сезона, да се влезе, затоа што нели сведоци сме дека почнуваат емисии, па после првата или втората сезона запираат, но успехот на Везелка покажува и докажува и бараноста од гледачите дека е потребно нели уште нови сезони, па која е тајната на големиот успех на Везелка? Везелка ги надмина дури и нашите очекувања. Секако на наше огромно задоволство и радост, кога ја почнувавме емисијата, сакавме да направиме емисија што ќе го собере целото семејство на едно место. Емисија што ќе ја гледаат и возрастните, што ќе ја гледаат и помладите, но навистина не очекувавме дека тоа ќе биде емисија со толкав голем рейтинг, што ќе успее да се наметне кај публиката како една емисија која што е задолжително да се гледа. Ако не премиерата, тогаш барем репризата. И тоа е за нас една голема потврда за дека она што го работиме и форматот што сме го определиле е вистинското нешто што и е потребно на нашата публика и што публиката го сака. Од друга страна, тоа секако ни дава мотив, иако работата е напорна, затоа што оди преку цела година емисијата и во тек на летото, и на пролет, и на есен се менуваат годишни времиња, се менуваат прилики и неприлики, но секако таа голема популарност на Везелка и тоа што публиката нам ни го дава како чувство, како поддршка, како подкрепа кога ќе излеземе некаде на улица и кога во некој град или во некое село ќе речат ние секоја емисија ја гледаме. Ние Везелка ја чувствуваме како дел од нашиот дом и нашето семејство, ете токму тоа не движи да одиме и понатаму напред. Новитет во оваа сезона е што во емисиите ќе имате можност да ги гледате традициите по региони, кои што досега не можеле да бидат застапени во представувањето и прикажувањето на еден град или пак општина. Секоја недела точно напладне не пропуштајте да уживате со македонската Везелка. Гледајте го и репризното издание в сабота во 15 часот. На екипата на Везелка им посакуваме уште многу успешни сезони.